Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на тема поврзана со јадење на база на емоција, односно дали кога можеби се осеќаме малку депресивно, анксиозно, дали кога можеби нашите емоции се малку измешани по на страната на минус, дали јадењето на висококалорична храна, процесирана храна и можеби многу шеќери, благо, чипсови и така натаму ќе ни помогне во борењето со тој процес. Она што сум сигурен дека секој од вас го знае, кој што можеби минел низ таков процес или е моментално во таков процес или познава човек кој што е во таков процес, е дека тоа не помага. Зборуваме на долг рок и тоа не помага да можеби во текот на денот или можеби во делот од денот кај што вие конзумирате таква храна врз базан поттикнати од вашите емоции и депресивно чувство, дека ќе ви го реши проблемот. Сега, можеби во тие 10 до 15 минути додека уживаме можеби во тој фамилиарен чипс или додека уживаме во чоколадото, чувствуваме некакво задоволство и повеќето од нас јадат на емотивна база затоа што таквиот тип на храна дава некакво задоволство и во устата и во мозокот и се чувствуваме окей. Но она што прави уште поголема катастрофа е дека после јадењето на таков оброк и можеби после недела 2-3 во некоја таква фаза, повеќето од нас се мразиме затоа што сме ги правиле тие работи, затоа што многу е логично дека доколку живеете таков живот може многу брзо да се доведете во уште полоша форма со вашето тело, многу брзо може да се наруши некаков метаболички процес, да се чувствувате уште поуморно, уште подепресивно, кога ќе станете на сабајле уште повеќе да ви се сите криви и така натаму. И токму поврзано со тоа постои научна студија која што е излезена од неодамна и која што ми дојде до моите очи, во која што е докажано дека 58% се зголемуваат шансите да чувството на депресија и лоша емоција остане присутно доколку можеби третманот е на тој краток рок моментален, односно доколку можеби во 10-15 минути чувствуваме некакво задоволство. Од друга страна, ако се работи за стрес на телото, не знам колку сте свесни, но неквалитетната исхрана прави многу поголем стрес од тоа што ние можеме да замислиме. Многу луѓе со кои што јас се среќавам знаат често стресот да го земат како причина и виновник за тоа што можеби имаат пореметено здравје, за тоа што можеби имаат проблем со изгледот и вишокот на масти и на килажа, но јас ви гарантирам дека неправилната исхрана прави такви последици во хемиските реакции и метаболичките процеси во телото, да вашиот мозок и вашето тело константно се чувствува во ситуација на готовност за да секоја дразба и секоја една, не знам дали е тоа визуелна перцепција или аудио перцепција, ја доживува како момент за да можеби најде нешто што него ќе му помогне да се нахрани. И затоа можеби многу луѓе кои што имаат неквалитетна исхрана се многу понервозни во текот на денот, затоа што може да ги изиритира тропкање на пенкалце, крцкање на врата или прозорец, шепотење, можеби музика и така натаму, затоа што нивниот мозок и тело е во мут на готовност и секогаш ги перцепира дразбите и сите реакции од околината на многу поголемо ниво и тоа прави многу поголем стрес. Затоа, ако можеби се наоѓате во ситуација и во период од животот кај што можеби имате високо ниво на стрес, кај што можеби сте малку депресивни или кај што можеби ви се измешани емоциите, немојте да ја користите оваа краткорочна погубна стратегија со задоволување преку исхраната, иако знам дека некогаш е тоа посилно од вас, но немојте барем да очекувате дека тоа ќе ви донесе некаков позитивен резултат и дека на тој начин ќе се справите и со стресот и со депресијата, напротив, многу поголеми последици ќе имате подоцна. И доколку познавате некој кој што можеби му треба помош и му требаат овие информации, споделете го сето ова и ако можам јас лично некако да ви помогнам во некој не знам, индивидуален пристап или ситуација која што вие моментално ја доживувате и ако знам некако во делот на исхраната и можеби не знам психолошкиот момент на